И оваа сабота ве поздравувам на почетокот на Фактор среќа, поддржана од Државна лотарија, со надеж дека со задоволство го очекувавте почетокот на емисијата, за да го слушнете разговорот и приказната на денешната гостинка, која впрочем е лик кој што ви е добро познат, особено ако ја сакате убавата песна и убавата музика. Таа е поубавата половина од популарното дуо Силви Бенд и со децении е присутна на нашата музичка сцена. А низ нејзиниот живот среќата многу пати и помогнала да и се отворат врати и да го искористи својот талент, убавина, харизма и шармот кој што ја краси до ден денес. Силвана Мучич Плевнеш, денес моја и ваша гостинка во Фактор среќа. Силви, добре ни дојде. Добро ве најдов, уште подобро ве најдов. Прекрасно е да те имаме во нашето студио и да можеме во следниве 30 на минути да поразговараме за сите нешта кои што се дел од твојата музичка кариера и дел од твоето животно патешествие, кои што се на вистина исклучително богати и интересни, особено ако се земе предвид дека музичката кариера твоја и на Силви Бенд трае повеќе од 35 години. Повеќе од 35 години, навистина импозантна бројка и просто не можам да поверувам кога поминале 35 години, бидејќи беа интензивни, секојдневни настапи, еден исклучително богат живот исполнет со музика и со многу среќа. Ако сме веќе кај среќа. Така. Силви, кога беше малечка, дали некогаш се замислуваше дека ќе бидеш она што си денес? Односно, дали беше од тие деца што цврсто верува и посакува во својот детски сон и во остварување на истина? Многу интересна приказна. Чист вортекс, би кажала јас. Бидејќи јас од многу малечка, пеам, играм, танцувам, глумам и си замислувам, мечтеев, уствари треба да зборувам во прошло време, бидејќи игрите ми беа такви, буквално. Ги имитирав познатите пеачи во тоа време, бидејќи живеевме во центар на град Ниш, во слепа улица, многу време поминувавме на улица со моите другарчиња во тоа време и тоа ни беше како сцена. Значи, пеевме, игравме, глумевме. Јас секогаш бев главна звезда и се сеќавам на една комшика повозрасна, баба Евремка се викаше, и она стално гледаше и викаше: ми ćemo, сега, македонски превод, ние ова дете ќе го гледаме еден ден на телевизија. И мајка ми стално подуцна имаше обичај да каже како ова сега баба Евремка да го гледа во времето кога бевме ЈРТ, имаше размена, но многу брго, откако ние постанавме познати, Владко и јас, веќе прекина ЈРТ размена, така да она не го дочека интернет и тие можности. Музиката ја осеќав, јас имам многу музичари во моето семејство. И тоа беше буквално подстрек за мене. Јас живеев во еден таков свет. Татко ми свираше прва труба во танцов оркестар, брат ми е фантастичен гитарист, растев обкружена со џез стандарди, пораснав со музиката од Џорџ Бенсон и книгите од Сигмунд Фројд, благодарение на брат ми кој што ме обликуваше онака интелектуално како што тој сакаше и строго помалку, но направи од мене онака и бас гитарист и ритам гитарист и моите први музички сознанија всушност беа со него и од него. Така да јас стварно сметам дека сум многу среќна особа и дека некако Господ ме сака цел мој живот и ми го дава токму тоа што јас многу искрено и чисто го посакував и всушност бев сигурна дека јас тоа го заслужувам и дека тоа ќе биде. И некако сето тоа се остваруваше. Јас дури во средно училиште вежбав, кога апсолутно немаше никаква најава дека ќе бидам позната личност, јас си вежбав автограм како ќе се подпишувам. Сето тоа е веројатно некој закон на привлачноста која што функционира по мојот случај и
еве ме денес после средно музичко и факултет за музичка уметност и средба со Владко, која што откако станавме пар, подоцна почнавме и да музицираме и направивме една навистина долготрајна и издржана кариера и навистина сум многу горда на тоа. Така да просто знаев од мало дека има нешто посебно во мене и дека тоа еден ден ќе се види и ќе се слушне. Значи можеме да кажеме дека на вистина се исполниле твоите соништа и на вистина си од денешен аспект и задоволна и реализирана затоа што низ овие 35 години на вистина се случија сите работи кои што еден музички уметник посакува да му се случат во кариерата. Отприлика да. Секогаш може подобро и повеќе, нели? Од одредени причини кариерата се движеше така како што се движеше. Да, јас сум задоволна, иако знам дека можеби можевме и повеќе. Но ако во одреден момент требаше да бирам помеѓу семејството, ќерката и тоа дали ќе расте со наше константно присуство или да ги прифатам некои ангажмани кои што можеби нудеа некој поголем просперитет, јас сепак се одлучив за првото, за семејството и не жалам и мислам дека ни зашто на овој свет повторно би направила иста одлука. Не би ги пропуштила тие моменти додека мојата ќерка растеше и додека јас не пропуштив ништо од незиниот одгој и незиното одрастање и сето она што беше незиното детство, па и ден денес. Што е потешко? Човек да се пробива и да обстојува на сцената кога е помлад или кога е во позрели години? Во наше време, кога Владко и јас почнувавме, беше навистина тешко, бидејќи не постоја овие медиуми кои што ги имаме сега на располагање, социјални мрежи и начинот на кој што сега се промовираат младите пејачи, актери или воопшто артисти. Во наше време требаше да имате навистина талент и да некој ве примети па да реши нешто, да ви даде некоја можност. Токму тоа се случи со нас и мислам дека јас не осетив тежина, повторно ќе кажам, бидејќи сето тоа одеше многу природно и со песна и со верба дека јас навистина нешто тука сум посебна и вредам. И кој знае колку звучи ова самобендисано, но на вистина сметав дека нашата афирмација дојде по некој природен тек. Владко и јас учевме музика, многу вежбавме, совладувавме, нели сето тоа што го учевме. Потоа почнавме со живи настапи кои што се најдобра вежба која што може воопшто еден музичар да има. Се согласувам. И некако, да кажам, кога излеговме од анонимноста, тоа дојде сосема природно и заслужено. Така да... Вие бивте гости во домовите на секој жител што живее во нашава земја, особено затоа што на македонската телевизија своевремено токму ваша нумера беше една од насловните numeri на една од најгледаните емисии, така што немаше човек во Македонија, млад или стар, машко или женско, што не беше слушнал за Силви Бенти, што не ги знаеше. Тоа беше вистински бум во тоа време, навистина. Ние пеевме Шпица од емисијата Оваа сабота. Оваа сабота. Композиторот Димитар Масевски, всушност, на тие наши живи настапи доаѓа многу артисти и знаете, добриот глас многу брзо се шири, па така допре и до него, му кажа дека има тамо некоја двојка кој што одлично музицира и одлично звучи и дојде лично тој да не слуша и така и дојде до понудата да првично да пеам пратички вокали на композицијата која што таа година не представуваше Македонија на тогашна Југовизија. Тоа беше предизбор за Евровизија. Која година беше тоа, се сеќаваш? Тоа беше 90-та година, прилика 89-та можеби, 90-та. Маргарита Христова пееше композиција на Димитар Масевски и веќе беше снимена. Јас ги наснемив пратечките вокали и бев со нејзе во Сараево на
тоа надпреварување на Југовизија, но кога се вратив, веќе добив понуда да ја пееме шпицата за емисијата од Димитар Масевски и веќе беше компонирана летна Гулаб Бел, специјално за мене. Така некако почнавме и ја имавме таа среќа, повторно среќа. Знаете, понекогаш и да имате талент и да вредите не знам колку, ако немате среќа, може да се случи никој тоа да не го примети. Кога сме веќе кај среќата, ајде да ја пробаме и денес среќата и да изгребеме една гребка од Калинка гребките на Државна лотарија, да видиме дали среќата ќе ти се насмевне и кога се во прашање гребките и паричните добивки што ги нудат. 7 пати по 700.000 динари. Сега мене ќе ми се падне. Кријат овие гребки. А дали имате навика дома да гребете гребки, да играте лото Понекогаш, или многу порано? ретко, но редовно играм лото. Всушност имам една многу интересна приказна уште од моето детство. Бев многу мала, имав можеби 2-3 години. Татко ми беше пасиониран играч на, тогаш не беше лото, но беше лоз. Вие сте исто многу млади, не верувам дека се сеќавате на тој период. Ги продава лозовите, кои што можете да ги купите овде. Мислам дека нема ништо. Уствари има 3 пати 70 денари. Значи утешна добивка. Да. Оваа гребка може да се смени во продажните Добро. места на Државна лотарија за нова или за 70 денари, значи не е недобитна. Не е недобитна. А ова се 70 и уште неколку нули. Да, нулите ќе направеа разлика и Да. таа убава разлика. Точно. И јас бев мала. Татко ми, тоа ни беше ритуал. Обично одевме до центар, пошто и живеевме во центар на Ниш. И јас ќе допрев лоз, а и он ќе го купеше тој. И лозот беше составен од 2 дела. Можевте да купите половина или цел. И татко ми тогаш купи пола лоз. Но тоа беше добитен лоз и добивме многу пари. Јас сега не можам да кажам која вредност беше тоа, но се сеќавам дека купивме Opel Rekord и дека тоа беше прво возило во нашата улица. Дека се собра онака сите соседи ја мереа со чекори колата, ја гледа. Мислам, живеевме навистина многу убаво и пред тоа, но мислам дека тој лоз навистина многу помогна во животот, така да јас знам дека имам среќа и дека уште еднаш ќе добијам така исто голема премија. Еве, може би се крие тука во пакетчето со гребките Калинка на Државна лотарија. И да не добијам, а ќе добијам, сметам дека имам навистина многу среќа во животот и дека Господ беше многу милостив и ме обдари со прекрасни моменти и прекрасни луѓе околу мене, така да јас сум благодарна во секој случај. Кога зборуваме за прекрасни моменти, сигурно дека еден од најубавите моменти во вашиот живот е минатогодишниот јубилеен концерт, кој што се случи нормално во Охрид по повод 35 години присуство и работа на естрадата. Една прекрасна музичка вечер и уживање за сите што беа сведоци на тој настан. Прекрасна вечер, просто една прошетка низ целиот тој период од 35 години, кој што за мене беше навистина голем предизвик, бидејќи е сериозна програма и навистина издржани композиции кои што програмата ни беше 3 часа, па може би малку и премашивме. Инака колегите после веќе, вау, како издржа. Но така некако со толку љубов сакавме на нашата публика да ја покажеме како ние тоа пловевме ни сите овие 35 години, како се чувствувавме, што ни значеше нивната поддршка. Многу зборував со публиката всушност и помеѓу песните буквално ги потсеќав на фестивалските настапи, на ситуации од живи настапи, бидејќи ние сме познати по нашите живи настапи, по тој флуид, по таа интеракција со публиката. И за нас беше огромно задоволство. Луѓето кои што беа, барем тие што имаа можност да ми ги кажат своите впечатоци, беа навистина многу задоволни и онака мислам дека уживаа во секој момент. А за сите оние што го пропуштија
тој концерт, или може би беа, ама се уште се под впечатоци од истиот и се уште со задоволство би ве слушале и би ве гледале, следува едно ново убаво музичко изненадување, а тоа е концертот што ќе се случи ова лето во јули. Да, во јули, на 24. јули на сцената на Долни Сарај. Знаете, чествувањето на јубилејот 35 години, повеќе од 35 години со Силви Бенд, всушност започна на роденденот на Григор Прличев во Охрид. Знаете, некако тој Охрид е, знаете колку ни значи заради тоа што Владко е од таму, затоа и многу му значеше да тој најголемиот биде во античкиот театар, бидејќи самата сцена е голем предизвик и голема чест за секој артист да стапне на неа. Така да и побарањето на публиката ќе добие уште една форма на 24. јули на Долни Сарај, за потоа да следи уште еден овде во Македонска опера и балет на 14. октомври. Со големо задоволство, со голем дел од композициите, секако не можеме сите да ги изведеме, бидејќи се многу за овие 35 години, но направивме некој избор и тоа тешко и со многу, да не кажам, расправи помеѓу нас, како таа песма да не ја пееме, па таа знаеш ли колку ја сакаат, просто да не знаеме која да издвоиме, која да не, бидејќи нема доволно време, не може да застанат во тие 2,5-3 часа. Така да се надевам дека ќе уживаат повторно. За нас знам, јас кога ќе стапнам на сцена, тоа е она даските што живот значат, знаете. Еден паралелен живот во кој што ето, тоа сум јас и некако и кога ќе ме фати она трема пред настап, знаете, која што е креативна, која што не тера да се стегнеме и да дадеме максимум, јас стално си викам, не се грижи, кога ќе застанеш на сцена, тоа ќе тече само од себе. И отприлика така и се случува. Охрид како Охрид, не само што е место еве на овие прекрасни концерти, тој минатогодишниот во Антички театар и овој предстоен што ќе се случи на 24. јули на исто така прекрасната сцена на Долни Сарај, туку Охрид е и место каде што поминувате голем дел од времето низ годините, место каде што ги полните батериите, каде што, верувам, црпете инспирација, креирате, затоа што Охрид е едноставно толку магично место, што е како некој вигор за сите луѓе што се креативци и уметници. Да, тоа е присуството на голема површина на вода. Водата е елемент кој што не исполнува сите нас. И на мене исклучително медитативно делува. Така да, апсолутно црпиме енергија од таму. Но и како духовно место, знаете, место кое што е Балкански Јерусалем, место кое што е толку духовно и кое ќе имате можност да завирите во тој народ таму и да видите колку се големи верници, како изгледаат литургиите и поготово за големите празници. Тоа е навистина посебно чувство. Бидејќи јас ги сакам литургиите и се трудам да одам максимално колку што можам редовно, но таму, значи секој верник во црква ги пее од почеток до крај. И е навистина посебно уживање. И самото, бидејќи не сме во стариот град, Владко е баш онака старохригенец, втората куќа од музеот е, тука сме во срцето на градот. Обкружени сме со црквички. Тука е Свети Никола Геракомија, подолно е Свети Никола Болнички, погоре е Света Софија. Знаете, тоа е тука. Бдеат над нас светците, не чуваат и ни се инспирација. И јас мислам, се влюбив во Охрид многу пред да го запознам Владко, бидејќи кога бевме Југославија имавме екскурзии во кои што секоја година ја запознававме новата република, една од републиките. Во 6 или 7 мислам беше Македонија и јас тогаш кога го видов Охрид, вау, некако си ветив дека ќе има посебно место во мојот живот. Повторно не знаејќи, но вортексот си направи, отиде желбата и универзумот ми ја врати.
тоест ми ја исполни, така да многу ми значи. Ние поминуваме 4 до 5 месеци секоја година во Охрид и токму тамо не само што ја црпиме енергијата, тамо и се одмараме, но сме и најкреативни, бидејќи обично е сезоната и тогаш работиме онака максимално, но знаете тамо и 3 часа да одспиете како да сте спиеле 9 сати. Така да неспоредливо е да речеме со нашето сакано Скопје, без кое што не можеме, но мора да сме тука, нели? Силви, кога зборуваме за Божјите благослови, сигурно еден од најголемите и најубавите е вашата ќерка Деа, но последниве години и проширувањето на вашето семејство, затоа што имате внуче. И тоа е, предпоставувам, една од најубавите работи што може на човек да му се случи во животот. Па видете, Господ тоа така го осмислил и не сме ни свесни какви све благослови Господ ни дава. Али тоа е така совршен еден механизам кој што затоа викат Господ наш човеколюбец. Многу не сакал и затоа не обдарува со сите тие дарови. Еден од најубавите волшебни моменти во мојот живот беше кога ја родив ќерката. Во Германија. Во Германија. На турнеја. Му благодарам на Господа што не ме остави без ќерка. Но вториот, исто така грандиозен момент кој што буквално го почувствував исто, само што не родив јас, е кога ми се роди внуката Малика и не можам да ве опишам каква среќа е тоа, каква радост и каква љубов. Велат старите, ќе видиш колку се сака внуче, повеќе од сопственото дете. Повеќе, не повеќе, но оваа љубов е, знаете, вие веќе имате искуство позади себе, веќе сте биле родител, сте ги научиле грешките, сте ги осознале во меѓувреме сите можни грешки и убавите работи што сте ги направиле со своето дете. И имате втора шанса некако. Но радоста и тоа врзувањето на детенцето, внучето со вас, на среќата на вашето дете во очите и таа генетика, сето тоа што се, значи во незе јас се гледам и себе си, гледам и мојата мајка, ги гледам нашите гени. Не можам да ви опишам. Тоа е, не знам, среќата најголемата од сите. Јас ти посакувам, ви посакувам на сите вас во вашето семејство таа среќа да ве следи вечно, да уживате и да броите што повеќе среќни моменти, да уживате во тие благодети. Исто ќе ти посакам да те послужи среќата. Фала многу. Кога ќе се гребат овие гребки, Калинка, со должна благодарност што одвои време денес да бидеш гостинка во Фактор среќа. Јас навистина уживав во разговорот, но и во енергијата позитивна што секогаш ја шириш околу тебе, а не само јас, туку верувам дека и сите што денес не гледа и не слуша со нетрпение ќе го очекуваат 24 јули за да ве видиме повторно на сцената во Охрид, овој пат на Долни Сарај, и да уживаме во безвременските хитови на Силви. Благодарам многу. Еве, со оваа убава приказна и со овие прекрасни, инспиративни зборови од Силви го заокружуваме денешното дружење и уште едно издание на Фактор среќа. Ви посакувам убава вечер, убав викенд и се разбира за само 7 дена се гледаме повторно на истото место, во истото време во ново издание Фактор среќа, поддржано од Државна лотарија. Секое добро.